Сказна за црниот бик. Некогаш многу одамна селаните во едно питомо планинско село ги снашло голема несреќа. Наеднаш взори почнале да им се тресат куќите, како од силен земјотрес. Паѓале на подот калисани, тави и тенџериња. И се слушало силно бучење и трупатење, како да се корне планината. Сите исплашени и сонливи истрчале надвор. Што беше ова бре луѓе? Си рекле. Земјата се отвора и ке не го утне. Но по ужасната бучава станало премногу тивко. Го снемало и шумот на рекичката, што се спуштала скалесто удолу до планината. Коритото останало без капка вода, полно само со песок и белутарци. Вџашени селаните тргнале угоре по планината, кон изворот на рекичката, кој бил недалеку од селото. Кога го минале првиот и вториот рид и погледнале спроти сонцето кон третиот рид, каде што бил изворот, им се пристарило дека ридот пораснал уште за толку колку што бил голем. Застанале сите со рацете пред очи, за да се ги заштитат од сончевите зраци, и имале што да видат. На ридот лежал огромен црн бик, каков што не виделе до оттогаш, со закрвавени очи и рогови што се вишеле како искривени стебла. Селаните се стаписале. Од каде дојде ова чудо кај нас, си рекле. Што ќе биде ова, бре браќа? Тој час бикот се исправил, рикнал и како да се распукала планината од страшни грмотевици. Жежок воздух од неговиот здив, како ветар, ги понел луѓето и ги стркала удолу. Одвај се созеле од страв. Бргу на бргу се прибрале дома, а потоа почнале невидени маки за селаните. Бикот копал со нозете, додека не направил дупка, голема како езеро, каде што се собирала сета вода од речниот извор. Кутрите луѓе секое утро слушале како ја пие водата со големи голтки. Небаре се тркалаат крупни камења. Секојдневно се треселе полиците во куќите, паѓале садовите од нив, свечкале стаклата на прозорците, кога бикот збеснат трчал околу езерото, што го направил. Те молиме, Господе, спаси не од злово што не снајде, се молеле старците. Пре нека пукне, се улутеле помладите, не дандало са сите. Наскоро долината на ова питомо село сета пожалтела, ги снемало цветните ливави околу рекичката. Се сушеле и нивите и овоштарниците. Луѓето одвај ја напојувале стоката од куќните бунари. На говедата и коњите почнале да им се бројат ребрата од слабост ни излетената кожа. Кога наближала есента, селаните одвај собрале кој вреќа, кој две житца. Јасно им било дека ги чека гладна зима, но не знаеле што да сторат. Една вечер се собрале старците на договор. Абре луѓе, голема несреќа не снајде, ќе ни изумре челата од глад, а за нивите и за стоката се виде дека се сторени. Кажете што да сториме? Сите молчеле и кревале раменици, замислени и загрижени. Тогаш еден од нив се сетил дека можеби ќе помогне пустиникот кој живеел сам во пештерата од другата страна на селото. Многу пати им помогнал со умни совети. Затоа сите се упатиле кај него. Старецот ги слушал за маката. Помислил малку и им рекол. Такви чудовишта се јавуваат еднаш на 100 години. Ако се најде јунак од мајка роден, да му го скрши десниот рок со камена секира, бикот веднаш ќе умре и вие ќе се ослободите од тешката неволя. Селаните му заблагодариле на селанецот
и заминале уште позагрижени. Затоа знаеле дека не е лесно да се најде таков јунак. Затоа повторно се сретнале на договор и решиле да соберат едно грне златници и да му го дадат заедно со најубавата девојка за невеста на оној што ќе го ослободи од бикот. Но минала зимата, дошла и пролетта. И ниедно момче не се јавило да ја сврши работата. А за наградата разгласиле и по околните села. Дошло време да се работи на нивите, но ништо не можело да се посади без капка вода од рекичката. Бикот и натаму брефтал и трупотал околу езерото и ја пиел вода, а луѓето помирале од страв. Садовите и натаму паѓале од полиците на земји. Се распукале дури и зидовите на куќите и селото лека полека почнало да прилега на запустено. Таму живеело едно сиромашко момченце без куќа и ниви, кое аргатувало од една куќа до друга. Момчето било добро и умно, ама изгладнето и слабо, истрошено од тешката работа. Сиромаштијата правила да биде срамежливо и стутолено, и затоа чорбаџиските синови се подсмевале со него. Кога момчето отишло кај селскиот старешина, за да му рече дека ќе се обиде да го ослободи од бикот, и овој не можел да се воздржи од подвив. Ајде море, не будали се, ти со вакви слаби раце ќе ја совладаш онаа ала? Момчето рекло, може би секогаш не се потребни силни раце за да се сврши некоја работа. Ама штом имате друг да го стори тоа, јас како да не сум рекол. Старешината видел дека сгрешил, а и си помислил дека и без тоа нема кој да го жали за него. Па затоа му рекол на момчето: Деде, не земај се толку на срце, јас само се пошегував. Момчето било отрпано од чегите на селаните и ништо не одговорило, туку само го погледнало со убавите умни очи. Потоа побарало да му се искае еден голем црвен килим и на него да се зашијат огледала од сите селски куќи. Селаните ги собрале мамите и жените од селото. Жените пределе и вапсувале, а мамите ткаеле деноноќно, се додека не го завршиле килимот. Потоа ги зашиле огледалата, како што им рекло момчето. Кога било се готово, момчето взело камена секира и ноќе тивко тргнало кон ридот со бикот. Кога стигнало таму, видело дека бикот спие со подуен мев од испијаната вода, а од неговото дишење се тресат дрвјата. Момчето дошло до работ на езерото и со судни маки го спрострило големиот килим удолу по падината до водата. Потоа се скрило во блиските грамушки да го дочека ден. Кога грејнало сонцето, бикот се разбудил и замижен, брефтајки слегол удолу кон езерото, да ја испие водата што се насобрала ноќта од рекичката. А потоа ја дигнал главата за да ја истресе муцката. Ги отворил очите и просто се заслепил од силниот блесок на огледалата, што ги подразувале сончевите зраци. Одеднаш се зацрвенило нешто спроти него. Бикот рикнал и со сета сила, како никогаш да оттогаш се стрчал и удрил со главата во килимот. Го набил во меката земја, но си ја заглавил и главата. Тогаш момчето скокнало од грамушките врз неговиот грб и со камената секира со сета сила го удрило по десниот рог. Рогот пукнал како срча и бикот тој час се струполил на земја, рикајки пред умирање. А планината
фатила да се тресе. Момчето храбро му стоело на грбот со дигната секира, ако треба да го скрши и другиот рог. Но бикот се потивко и потивко брефтал и јачкал и на крајот стивнал. Само од очите му потекле како две поточиња солзи, што се слевале и го полнеле празното езеро. Потоа момчето со колата бавно си тргнал удолу кон селото. Селаните сите, избезумени од страв, од морничавото рикање и тресење на целата планина, се крстеле и велеле: "Бре, загина кутрото момче. Се виде тоа, не може никој да се спаси од оваа неволя што не снајде, туку да се селиме и да направиме ново село на друго место." И токму тогаш се чул познат шум на рекичката, што го знаеле уште од деца. Удолу се тркалала вода по старото корито. Сите се стрчале да се изнапијат, викајќи од радост, но водата им се сторила некако чудна и солена. Набргу го виделе и момчето како си доаѓа со колата, и сите му се стрчале во пресред. "Алал, нека ти е добро момче," му рекле. "Само ти се најде јунак од мајка роден, што не спаси од злото." Селаните го затрупале бикот во езерото, што самиот го ископал. Само левиот рог стрчал угоре како скаменета шилеста карпа. И токму, како што ветиле, му дале на момчето грне златници, изгора на тоа на љубавата девојка за невеста. Свадбата ја прославило целото село, а младоженците се возеле на големата чеза со црвениот килим. Одзади што блескотел на сонцето со испуканите огледала, наскоро тие направиле убава куќа, си купиле ниви, им се родиле дечина и си живееле од убаво по убаво. Само секоја година на денот кога умрел бикот, низ селото течела рекичката со солена вода. Ако ви се допаѓа приказната, ставете subscribe.